Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Македонија со заев стана држава на абсурди, во која премиерот, кој владееше 3 години со неправда, се свести пред избори дека требало правда. Абсурди во која владеачката партија поседува штаб за креирање на кризи, во исто време кога кај нас работи штаб за креирање на проекти и програма. Но јас нема да влегувам во неговата кал, ниту пак да се занимавам со кризи. Јас ќе говорам за тоа како ќе ја промениме реалноста, како ќе излеземе од кризата во која не туркаат, како ќе решиме што повеќе проблеми и ќе донесеме обнова која ќе значи повеќе за секого, за секој еден човек, за секој еден бизнис во земјава. Повеќе правда, повеќе економија, повеќе сигурност и надеж. Мојот главен фокус ќе биде она каде што сме сега најслаби, а тоа е економијата. Таа е фундаментот за добриот живот. Нема развиена економија без добра инфраструктура. Ќе промовирам денес 12 нови проекти кои ќе бидат дел од обновата кон која се обврзуваме од областа на транспортот и инфраструктурата. Затоа се обврзуваме на обнова која ќе донесе автопатско поврзување на Скопје со Битола. Тоа ќе значи градба на нов автопат од Велес преку Прилеп до Битола. Ќе изградиме автопат по кој од Скопје до Битола ќе се патува за час и половина. Ова значи нова патна артерија, нов коридор, односно ново автопатско поврзување од Велес, Чашка, Прилеп па се до Битола, кој е од стратешко значење за Пелагонискиот крај и 1 милион граѓани. Воедно ќе го доизградиме сето она што е започнато, тоест автопатите кои што ги започна и предвиде владата на ВМРО ДПМН, автопатот Кичев-Охрид и автопатот Скопје-Блаце. Се обврзуваме за обнова која ќе донесе нов асфалт за сите регионални патишта во државата. Да нема неасфалтиран регионален пат, односно целосна реконструкција на повеќе од 1000 километри регионални државни патишта. Ова значи за еден мандат ќе го замениме целиот дотрен асфалт на сите регионални патишта во земјава. Односно, до Берово, Дојран, Делчево, Пекчево, Пробиштип, Ресен, Дебар, Кичево, Брод и останатите градови ќе се вози низ целосно нов асфалт. Се обврзуваме за обнова која ќе донесе 2 милиарди евра инвестиции во патишта. Овде пред се спаѓаат инвестициите и градбата на автопатиштата, експресните и регионалните патни правци. Значи за еден мандат инвестиција од минимум 2 милиарди евра, што ќе биде значителна финансиска инжекција за градежниот сектор. Се обврзуваме на обнова која ќе значи изградба на 150 километри експресни патишта низ целата држава. Се обврзуваме за обнова која ќе значи изградба на нов експресен пат од Куманово до Крива Паланка. Ова ќе значи целосно поврзување со експресен пат, со широк и безбеден коловоз на Куманово со Крива Паланка за посилен економски развој на овој дел од Македонија. Се обврзуваме за обнова која ќе значи изградба на нов експресен пат од Битола до грчка граница, што ќе значи дека покрај тоа што од Скопје до Битола ќе имаме автопатско поврзување со градба на автопатот Велес, Прилеп, Битола, од Битола до грчка граница ќе се вози по нов експресен пат. Се обврзуваме на изградба на нов експресен пат од Струмица до границата со соседна Бугарија. Ова ќе биде особено важно за развојот на Струмица, Новосело, Василево, Босилево и околината. Воедно се обврзуваме и завршување, тоест довршување на експресните патишта кои ги започна и за кои што проектирањето го заврши и обезбеди финансирањето претходната влада на ВМРО ДПМН, односно доградба на експресниот пат Штип-Кочани, експресниот пат Штип-Радовиш и експресниот пат Градско-Прилеп. Се обврзуваме на обнова која ќе значи 300 милиони евра инвестиции во изградба на нови водоводи и канализации низ целата земја, со што многу населени места ќе добијат чиста вода за пиење и канализација за пристоен живот. Се обврзуваме на обнова која значи купување на 5 нови возови за подобри услови во железничкиот сообраќај и сериозна модернизација на возниот парк. Се обврзуваме на обнова која ќе значи изградба на пруга Битола до Грција и пруга за Бугарија.
која многу пати во минатото беше ветувана, но конечно денеска можеме да ветиме дека тоа во мандатот на владата на ВМРО-ДПМН ќе ја завршиме. Се обврзуваме на обнова која ќе обезбеди нови ефтини авиолетови до главни европски аеродроми и поврзување со европските центри. Воедно ќе работиме и за обезбедување на за прв пат преку океански летови до Соединетите Американски држави за поевтина и полесна комуникација. Се обврзуваме на обнова која ќе значи целосна дигитализација на катастарот за нулта корупција. Ова ќе значи поедноставени процедури за граѓаните и борба против митото и корупцијата за добивање на услуги кои им следуваат на самите граѓани. Почитувани присутни, имаме мноштво на мерки и ова се само дел од мерките од нашата програма, кон која се обврзувам и обновата за која ќе се избориме. Ова се мерки и обнова која ќе донесе градежен и инфраструктурен бум. Инвестициите во инфраструктурата се инвестиции во иднината и економскиот развој. Наш двигател на над 30 на стопански дејности, кои директно или индиректно се поврзани со градежништвото, транспортот и инфраструктурата. Само со овие мерки ќе се обезбеди раст на градежништвото од просечни 30% во време на нашиот мандат, што значи 30% повеќе плати, повеќе работа, повеќе развој на економијата, повеќе за секого. Внимателно се обмислени и нема да ветам нешто што нема да го исполниме. И затоа внимавам што ветуваме со честност и честитост, со работа и многу работа. Принципи и вредности ќе стигнеме до резултатите кои ги ветуваме и на кои што се обврзуваме. Инвестициите во инфраструктурата ќе значат обнова која заедно ја планираме со стопанските комори, експертите и тимот на стратешки соработници. Голем дел од проектите се и барање на самите граѓани. Ова е обнова на инфраструктурата која ќе значи повеќе автопатишта, повеќе експресни и нови регионални патишта, повеќе во железничкиот сообраќај, повеќе ефтини авиолетови, повеќе во комуналната инфраструктура, повеќе за секого. Обновата доаѓа. Победата е пред прагот и за тоа ќе се избориме заеднички и силно. Ви благодарам.